Клучното што ќе го докажуваме во оваа постапка ќе биде најпрво непочитување на процедурите, како што наведовме и во воведниот говор страна на обвинителството, и тоа конкретно точката 9 од ИПАРД програмата 2021-2027 мерката 3. Покрај непочитување на процедурите, кое што обвинителството во својот подолг воведен говор детално ги објасни, а кои што се однесуваат на непочитување на процедурите за доделување на 10 бодови на конкретното правно лице, и кое што децидно најавивме дека овие бодови се доделени врз основа на несоодветни договори, кои што договори, како што изнесовме, и ќе докажеме дека не користат основни податоци, како што е матичен број, ниту корисниците, односно овие лица кои што се наведени како производители воопшто не се регистрирани во соодветниот регистар за земјоделски производители на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ќе докажуваме дека целата оваа постапка е злоупотребена со цел заради корупција, како што наведовме и во воведниот говор. Како одбрана сметаме дека обвинението не може да го издржи товарот на сопствената конструкција, од причина што на 28.4. оваа година Европската комисија издаде официјално соопштение, согласно кое по направена целосна и детална анализа на процедурите за доделување на средства не биле утврдени апсолутно никакви неправилности. Во нашиот воведен говор ќе докажеме дека Џевдет Насуфи, истакнат личност во Македонија, човек кој бил секогодна браникот на државата, а тоа го докажало повеќе наврати, дека воопшто не може да биде учесник во овој коруптивен настан, ниту дал, ниту ветил, ниту некому побарал парични средства. 65% намалените и средства кои требал допрва да ги добие, се само основ дека не може да бидат да му ветува на некој.